има земји кои што имаат многу поголема смртност од нашата, дури некои земји овде во регионот, Бугарија, Босна, Словенија и така натаму. Се пристапува на сите пациенти максимално професионално, се дава се што треба во однотерапевскиот пристап кој што е унифициран и се темели на принципите на лекување кои што владе во буквално сите земји во светот, во Европа. Знаете дека за оваа болест се уште, за жал, нема специфична терапија, освен една, тоа што за отприлика период од 2 недели ќе стигне во нашата земја, а тоа е она специфично антитело кое што е наменето специјално за оваа болест, заради тоа што се врзува таргетирано токму за вирусот. Целта на рестриктивните мерки беше да се ограничи движењето и комуникацијата на една критична категорија на граѓани кои како трансмитери беа идентификувани во делот на епидемиолошката слика, анкетите, тоа беа помладите, кои што се собира на јавни површини, паркови после завршувањето на работата на угостителските објекти и скоро секогаш без почитување на превентивните мерки, носењето маски, одржувањето од дистанца и така натаму. И во овој пристап балансиран, во кој што има една умерена број на кревети, кога споредуваме со пикот во месец ноември, оние кревети кои што се на располагање во Скопје болнички се точно дупло повеќе, значи близу 400, кои што 130-140 се веќе ангажирани само тука во клиничкиот центар. Во таа смисла избегнувањето на експоненцијалниот раст и тоа што имаше многу други земји кои што има многу порестриктивни мерки и се соочија со многу посилен бран од нашиот, како едно сценарио, и друго сценарио да после таквиот раст воведување на некаква форма на карантин и дополнителна рестрикција на движење во однос на тоа што бидеме кај нас не даде резултат, како бројките почна да растат, смета Комисијата за заразни болести дека ова пристапот кој што треба да биде. Тоа се вработените во Министерството за внатрешни работи, делот армијата, понатаму судовите, обвинителството, патарините, сите оние во царината, управата за јавни приходи, сите оние кои што има најголем ризик и се во повисока возрастна категорија. Јавниот транспорт исто така, возачите. Значи сите тие кои што согласно стратегијата се во првите групи. И ќе се спроведува во салата Борис Трајковски, при тоа кадарот ќе биде од здравствениот дом, на начин на кој што нема да се компрометира ниту успори овој редовен процес на имунизација во пунктови.